Драгана Тодорова, физиотерапевт, воедно физиотерапевт кај нас во сала во Кросфит Скопје. Што е за тебе здрав маж? Што за мене е здрав маж? Би рекла некој кој што се грижи за своето физичко здравје и кој што обрнува внимание на моментот да е активен, да не речам во текот на целиот свој живот. Добро, ти работиш нели претежно со мажи, Да, со машки спортисти работиш. конкретно да. Дај ни бидејќи малце бекграунд на твоето за да како појасни. спортски физио, односно физиотерапевт, претежно работам со мажи. Моментално сум со ракометен клуб, кој што е машки ракометен клуб, така да обкружена сум со мажи цело време и гледам колку е потребно кога правам споредба помеѓу спортистите и оние кои што, да кажам, не се физички активни. Можам да кажам дека забележувам многу поголеми, да кажам, здравствени придобивки кај оние кои што вежбаат, за разлика од оние кои што се, да не речам, Кафанските улежани, типови. така, улежани дома. Чек, и тоа ги приметуваш конкретно во физиотерапевски некако се... Да, да. Што е разликата конкретно? Кога би тргнала прво од мускулниот тонус, кој што го имаат на телото, односно мускулите, спортистите и оние кои што се физички активни имаат многу подобар мускулен тонус. Како секој кој што вежба има и поголема кондиција за не само за тренингот, него и општо за целиот секојдневниот живот. Да, Значи да, има да. некои кои што не може да се качат на прв спрат скали, не може да го искачат. Да тргнам од татко ми. Морам. Јавно го прелючувам. Тото знам дека ме слушаш. Па ако бе што си ја користиш Реално, приликата, реално. еве креваме свесност. Уште една машка фигура да се мотивира. Да. Браво, па што? Мене инаку, јас сум нормално цел живот спортист. Жаре исто. Сум бил често, редовно на физиотерапија и сега е тен вака као кец на десетка се погоди случаен. Затоа што одма отиде негде кај што и мене често ме интересирало. Вие што сте во таа работа, имате веќе префинето чувство, знаеш, оној шесто сетило дури, ти сигурно се осеќаш, многу малку ти треба да фатиш мускул, тонус, да осетиш да. во каква кондиција е тоа тело и ти од одма ми потврдуваш нешто што е очигледно, дека сепак има разлика, она буквално содржината на мускулот е различна. Да. Арно, ама, сепак, колку често ти доаѓаат превентивно, а колку откако веќе им се десило повреда? Добро прашање. Сега, знаеш, малце лошата страна кога забегуваме со спортов, се случуваат повреди, се случуваат разни типови. У твојата пракса што најчесто среќаваш од тој аспект? Спортисти како спортисти имаат некаков си, да кажам, некаква си држат некој континуитет на масирање, доаѓаат еднаш, два пати у месец да се измасираат, меѓутоа они како професионални спортисти кои што, да кажам, го вадат лебот дома, им треба малце почесто. Настрана спортистите, имам многу клиенти кои што доаѓаат кога веќе, значи, не можам да се движам, јас дојди кај мене да ме станеш. Откочи ме. Откочи ме. А не иде тоа така. Значи, ме прашуваат, многу често добивам прашања као сега кога да дојдам пак за масажа? Кога ќе ти затреба? Не мора да се врзат масажи. Доколку вежбаш, се масираш еднаш во месец е сосем доволно. Да За рекреативци збориме? За рекреативци, ги тргнавме спортистите на страна. Еднаш во месец е сосем доволно за одржување на, да кажам,
Тие чворчиња што се ствараат со вежбање. На некој начин, Да, да. Да, не се- флексибилност, чворови. Да, да. Еднаш до два пати во месец е сосем окей за да кажем да се одржува телото во некоја ситуација која што не е многу, нема да дојде до големо укочување, народски кажано, Да. а ќе си има некаков си тек и често ќе се масира. Јас имам Да, боле спречите него лечите и баш точно, да. доаѓа до Имам проблем. еден кој што го рехабилитиравме спортска кила со него и он ми вика као може ли вика два пати во месец да правиме да си фатиме некој континуитет. И јас викам да секако. Како почнавме со него два пати во месец, значи фиксно, цела година. Он нема нити проблем со кичмата, нити проблем со грбот. Значи нема проблем веќе да му трнат рацете на бидејќи работи на компјутер, нема проблем да му трнат рацете каде што Од од држење на маусот, маусот, да. од тестатурата, така да ја стално викам. 1 до 2 пати во месец во ова брзо време секој си треба да се измасира. Ама, рече за про спортисти, им треба повеќе. Колку повеќе? Се зависи од телото. И колку они, да кажем, влечат претходни проблеми. Да кажем, има некој си дискус хернија. Како ја третира таа дискус хернија? Зборам и за спортисти, што има Да, многу да. спортисти со дискус хернија. Како ја третира таа дискус хернија? Дали прави специјални вежби за нејза? Дали се истегнува после тренинг? Дали се масира онолку колку што на телото му треба? Зашто често пати имам, кој ќе кажам, дојди ти треба веќе масажа, знаеш, ај утре, пошто денеска Ајде, треба да одам на роден ден кај тетка ми не е ни битно. Само изговори и тој утре ќе дојде со други изговори и се пролонгира тој момент на редовно масирање. Ама сега па контра, постои ли премногу масажа? Доколку не може да има контраиндикација од преголемо масирање. Као Значи, се секој ден менува. да иде некој? Невозможно е. Роналдо и Џоковиќ, толку. Ако некој има време, нека дојде да ми кажа за секој ден масирање. Како прашував, така сам си сватив, затоа што самиот физиотерапевт ќе знае Полага што ќе да те прави различно секој ден. Нема он се едно исто да земе да стиска секој ден. Да. Доколку е појака масажата, не може наредниот ден да се масира истото место. Нема теорија. Да, како Боли упадам после веќе од масажот. притисокот претходно што сум го направила. Секој ден масажа може да се изработи во ситуација кога има повреда од типот на дренажа на местото, кога има оток, тогаш е многу кратко и лесно. Ама целосна масажа има луѓе кои што прават цело време. Ама Имат професионалци пак треба да се или Не би ли си иде Нема на релакс професионалци нешто толку, така? да. А на релакс. Кај нас, Тоа. зборам. Зашто нели А Џоковиќ? релакс кој што се две на ден. масира. Чекај сами тек нас. Што се случува? Например, имаш клиент Добре. кој што ти доаѓа толку редовно. Ептене редовно, секој месец, секоја недела. Да. Дали со тек на време ти добиваш уште подлабоко разбирање на неговата конституција, анатомија, коски, мускули и не само тоа и како му тече тренажниот процес, да му осеќаш и разлики Да, и се апсолутно. повеќе го запознаваш до преситни детали неговото тело, Апсолутно, што да. после па тебе ти помага. Сигурно не ти е се едно некој прв пат ти доаѓа со рандом проблем и некој што цела година знаеш дека е таков и таков спортист. Најмногу, Веќе например, му го знам телото. да, каде има најмногу терет? Овие мускули, у Да, таа коска и Веќе знам кога ќе почнам со масажа. Ако некој ми е редовен и кој ќе ми каже, бе, знаеш, овдека малце повеќе осеќам задна ложа, викам, добра, малце повеќе си скокал, можеби повеќе килажа си сменил, вака така и ми кажа, да. Значи, И го осеќаш одма. одма се осеќа тоа. Бидејќи ми е редовен и јас можам да му следам тонусот на мускулот како му се менува. И сега па обратно, да ми потрудиш дали јас сум се фурал или стварно сум добил таков осет. Имаше една сезона, ја не сум про спортиста, ама имаше една година кога тренирав како про
И идев секоја недела на масажа. И се знаев со човекот, и он беше физиотерапевт, и правевме комбинации од неколку техники, те јумеихо, те парцијални, те ја возев точак, така да фокусот беше на нозе. Со тек на време, он не ми спомнува, еј, тука ти приметувам нешто. Јас се осеќам, како што кажате, и кога ми стана тоа редовно, никакви проблеми, ништо, никде, ништо стегнато. Да, има континуитет. Како ме масира, например, ќе се случи, некоја масажа ме масира, јас сам памтам, минатата недела таму кога го правеше тој зафат, не го осеќав исто како сега, и тоа ми е знак да не случајно ја нешто, ептен први рани знаци за некоја акумулација, и оп одма, чекај, си размислувам и избегнувам повреди на тој начин. Да. Се развива и тоа некое екстра чувство. Да. Има логика, значи Некој не кој сум што- се фурал. Не. Не бе, добар. Некој кој што цело време терапевт кој што има редовен клиент и како го знае како му функционира телото и кога се изнервирал, кога погрешно клекнал, каде фатило спазам, каде фатило грч, сето тоа. Многу јак. Да бе, што поредовно се масираш, тоа Ама и помалку ти те идеш боли. редовно, така, и ти си идеш. Ја кога се такмичев, 2016 идев еднаш неделно, секоја среда. До Куманово идевме, кај Масерваци. И фативме рето 3 месеца поред. И ја прв пат кога отидов, знаеш како боли, тоа не е реално. Веќе 6-тиот, 7-та недела поред, како релакс ја осеќам. Викам, ти ме зезаш, човек. Бе, вика, исто е, вика, да умрам, вика, исто правам све, вика, како првиот пат. Тоа е она изгледа ама тие чворови телото- што ги избори ми се навикнува. Да, телото веќе е навикнато на тој притисок кој што го прави терапевтот. И веќе И не редовно. е... И редовно. Не е прв пат, него е веќе... Не е волкав чвор, него тој е разбиен, па се направил за 7 дена. Колку ќе ја зезнеш работата ако Да, не се повредиш? не може. Една од најголемите, најјаките болки у живот што сум ги имал, било на масажа, На лист. на разбивање, на двете, како се викаат, ти сигурно знаеш, на листот нели има како две ливчиња мускулот Добро. и измеѓу нив средината. Леле. И вика ништо, вика стискај, прави ова ќе мора да боли. Не гушкаш масата. Абе ушите ме болеа. Да. Ми е познато, од свое искуство познато ми е Дајте тоа. молам објасни ми што точно таму се случува, зашто е толку фокусно место за таму секогаш толку сконцентрирано тоа да се случува. Тогаш бев тркач. Да ти Да. дадам пола одговор. добро. Готово. Пола одговор да ти Готово. дадам. Листовите се многу подценети мускули во човечкото тело. Во Тоа го која сватив. смисла? На страна спортистите. Спортистите ги болат листовите само да ги допреш. Дали они ги Да. приметуваат или не ги приметуваат, Каме. отишле на масажа, не отишле, се измасирали или не, значи нив ги болат цело време. Нема спортист или некој кој што е, и да кажам, и редовно што тренира било што, го болат листовите. Тркач, тоа е хиловата тетива, тоа Леле, припојот стварно. позади коленото, тоа е многу терет се насобира во тој дел. И мора да се измасира за да може да се олабави мускулот. Што точно ми правеше мене таа тогаш пред многу години за мене толкова ме боли? Што точно што разбиваше? Малце, сега знам дека може ова 3 часа Се треба цела книга да ми дојде во 3 една книги, реченица. анатомија ќе ти треба, ама еве, најпросто лајк, едно делче од мускулот, друго и нешто измеѓу е залепено ли е, што е таа Третира тригер точки. Тригер точки се точки каде што мускулот кога се контрахира, односно кога се обтегнува, да кажам лаички, и кога се собира, во тоа цело ние имаме константна контракција на Добро. мускулатурата. На некои моменти, на некои делови од мускулот останува како насобирање на, да кажам, оние чворови што ги викаме, што е точно тоа? тоа се Ја само знаеш како го сваќам? Вака, се развлекуваат, се враќаат и еднаш погрешно ќе се врати влакно. Не, јас И замислувам и лепак. И се ствара. Јас замислувам некоја леплива течност Не, за не. главена што треба да се
Разбие. Тоа е таму прави проблем фасцијата. Фасција е се што, да кажам, го обвива човечкото тело. А оние мембраните што се измеѓу сите органи, така? Така некако. Да, она марамицата. Да, да. Така е. Значи, баш така да кажам. И кога таа се обтегнува и се собира, на некои делови останува како мало чворче кое што мора да се растегне, да се врати у поголема еластичност. Тие се тие тригер точки каде што се делува за да може да се опушти самиот мускул. Многу е болно. Многу е болно. Ја ти кажам, едно од нај. Тие што ќе се масирате утре дента немој да мислите дека сте се повредиле. И Да. дека ве зезнал масеро зашто боли бетер. Си кажуваат масерите, сами си знаат. Да. Така? Јас утре дента кривев. Да, бе. Буквално Да, кривев. да. Викам на другар, кај ме однесе у кумано и ме зезна, човече ми ја дозезна ногат. Пушти се. Преко еден ден ми вика. Да. Утре дента како магија. Стално викам, наредниот ден Полошо. ќе ме, значи не ќе очи да ми видите. Дента после тој ден ќе речете, а фала Ќе ти те Драгана. благословијат. Фала ти Драгана, златни раце да имаш. Ама додека трае масажата и наредниот ден сите ми викаат, очи да не ти видам. Сега, јас сам лично си се имам тешено со истегнувања. Деме кај веќе кога не идам редовно на масажи, ај бар ќе пробам да правам некоја стреч рутина. Пак се фурам или не, колку си ја одолговлекувам, колку си таа правам добро, знаеш, со редовни стреч вежби. Со таа стреч рутина, па да не претарам, ама 70% си го леснуваш моментот кога ќе отидеш на масажа да не ти е болна масажата. Не дека си ја поништувам, ај сега не ми треба. Да. Тоа од моје искуство можам да го кажам, Пак пошто јас треба, стално ама- сум за тоа истегнувајте се, стреч, цело време тоа го зборам. Кој ме знае, сите тоа ме знаат по тоа дека сум фан на стречингот. Меѓутоа си треба да се измасира телото, Значи, кажеш ти, ми помага за масажата после тоа? да не е така болно. 70% помалку ќе да боли него. Ли? Да. Не... Ако не си се. Да. Не е интересно. Ова не сум знал. Јас си мислам, окей, помага, ама дека има ефект на самата масажа, тоа ми е ново. Да. Оние кои што не тренираат, не вежбаат, значи не се физички активни и практикуваат стречинг, само стречинг. Значи имам постари луѓе кои што ми доаѓаат, јас само се истегнувам дома. Тоа е супер. Пак Као е не подобро вежбам, него ништо. Да, не вежбам, ама само се истегнувам дома. Супер, практикувај го. Тогаш може би, пошто не е физички активен, да кажам, кросфит, не знам, функционален тренинг, теретана. Значи, подобро да се истегнува заради тоа што на тој начин се одржува тонусот на мускулот. И превенција прави за некаква повреда понатаму. Не дај Боже да се деси. Сега го гледам слоганчето над тебе, прв само преглед. Постои ли нешто што сами себе си, во контекст на ова што го зборевме до сега, може да си правиме превентивно или диагнозирачки, за да осетиме дали е нешто истегнато, дали нешто не е на место, или можеби посебни техники при стреч, за да си мериме ниво на флексибилност, било што би се квалификувало како некаков си само преглед, за да заклучам ја колку многу ми треба или не и што точно ми треба. Кога би некој да сугерираме дека воопшто не се истегнува и одеднаш почнува, слушај, ја морам да почнам стречинг. Почнува со Добре. стречингот. Не може да си ги фати прстите напред. Не може колената да ги допре. Ама се труди. Добро. Прв ден, втор ден, прв месец, втор месец, третиот месец не може да не го успее тоа. Ако е цело време конзистентен, не може да не стигне до прсти.
Значи самата мускулатура веќе ќе добие она што го викаме ние елонгација, односно должина Да, на да. мускулот. И ќе може веќе да ја осети таа разлика. И што е позгрчен мускулот, тоа посклон на повреда, што е Точно. поеластичен. Да. Така да, Како сам, ако ме боли мускул, Добре. лист, тетива, задна ложа, како сам можам да го развиам чувството што ти го имаш што толку многу Тоа е искуство, многу тешко да прашање. можам, например, со некое улјенце или крема и сега си го фаќам ја листот Ма и... не можеш сам толку и болка демек, си нанеси. Не болка, што да барам за да осетам чвор, што да барам за да осетам дека мускулот е повреден или нешто. Или Оти ти го осеќаш, ти која, ама Да. ти ги осеќаш тие работи, ама не можеш да ми доловиш што Да, осеќаш. не можам бидејќи не секој го има тоа чувство. Како терапевт, оној кој што работи масажи го развива тоа чувство. И треба да сакаш да го правиш тоа. Има и многу, не мора да е терапевт, има и многу кои што се масери, кои што прават перфектни масажи и тој ќе ти каже нема да погоди што е, ќе ти каже еј тука мускулот, знаеш, ти го наместив. Не може да го намести мускулот. Ама он уствари дал толку притисок за да може он да го олабави мускулот. Слушам секакви глупости. Ми се измести коленото, ми го вратија коленото на место. Збориме за никакво поместување ни на чашка, ни на изместено ми е коленото, изместени ми се лигаментите. Не. Тоа Ако да е се изместени изместено. лигаментите, тогаш е целосно кинење. Да. Така да, тоа е тој фат и тоа е тоа чувство за мускулен тонус кој што го развиваат терапевтите. Без разлика дали се физиотерапевти, масари. Да. Океј, ништо. Ке Ништо. сидам на масаж. Што да ти прелапа. Затоа сме тука. Сам нема да си осетам чвор. Знаеш колку си имам филмано на времето. Абе, боли човек. Тука, не, осеќам некоја тачка. Тоа е тоа. Па Таа е таа тоа е, тригер па точка тоа која што е, тоа е, боли. осеќаш. Не, јас знам кај боли, ама. А како да ја решиш е... Затоа викам, не можеш сам да си нанесеш толку болка. Драгана беше така, Драгана. Да. Драгана, фала ти многу пред да те пуштиме. Во знак на Мовембер креваме свесност. Има ли, сега нормално не опфативме ни 1%, ама нешто вака што ти отскокнува, што би сакала да го посочиш како нешто да кренеш свесност за нешто од оваа сфера? Спомнавме, стречајте се, спомнавме, правите масажи. Вежбајте луѓе. Вежбајте, тоа е луѓе. здравје. И никогаш не е доцна за да се почне со вежбање. Стално имам постари клиенти кои што ќе кажат, знаеш, мене ми е веќе касно за вежбање, ја имам 70 години. Не. Имам и такви кои што викаат, јас имам, не можам вика да вежбам теретана, ама јас си станувам дома од сабајле и си вртам. Вртам главата, вртам зглобовите, вртам. Тоа е сосем добро. Значи вежбајте луѓе. Па супер порака, никогаш не е Вежбајте касно. луѓе, Браво. ќе го заобиколите докторот многу. Фала ти многу Фала многу. Фала и на вас. Чао. Чао. Чао.